Најпрво јас би сакала да ја погледнам библиотеката како институција во една поширока општествена смисла. Таа е вистинска колективистичка институција, бидејќи се наоѓа во центарот на заедницата. Зошто? Бидејќи тука секој ден граѓанин се наоѓа најпрво од детството, па како понатаму во образовните години, како што се развиваме, па се до сениорските години, секој пронаоѓа љубопитност во истражувањето или уживањето во книгите. Сега би сакала да се осврнам поконкретно и на мојот случај, како истражувачка и историчарка. И морам да кажам дека секое едно посериозно истражување сепак започнува во библиотеките и во нивните читални. Тука особено се важни тие пребарување на каталозите за литература која во секој случај не може да биде пронајдена на интернет. И тоа се книги, литература, изданија кои што се од непроценлива важност за да се направи еден квалитетен истражувачки производ. И дури би рекла дека библиотеките се супериорни во однос и на денешните високотехнолошки развиени апликации, дури и на вештачката интелигенција, бидејќи она што може да го пронајдеме на теми како историјата на жените во одделенијата за ретка периодика во Битолската библиотека не може да се најде во никаква апликација на вештачка интелигенција. Така, например, моето искуство е прекрасно со работата со еден наслов кој морам да го спомнам. Тоа е списанието Просветена жена. И доколку ги прегледуваме тие броеви од 50-тите, 60-тите, па се до 90-тите години, пред нас се открива еден цел диапазон на интересни личности, информации, визуелни материјали од каде што можат да произлезат вистински важни истражувања. Тоа не може да се пронајде денес ниту на интернет, ниту во некои други апликации и така натаму, туку само низ интересот и љубопитноста на истражувачот токму во библиотекарските депоа. Многу интересни моменти се случуваа за време на моите магистарски студии, кои дури по цело работно време сум поменувала токму во вашите читални. И секако дека имаше моменти кога некој пронајдок кој бил клучен за истражувањето бил пронајден токму низ прегледот на таа литература пронајдена во библиотеката, така што секогаш истражувањата почнуваат и завршуваат во библиотеките.